Продолжуваме со ова специјално студио посветено на последната мисија на НАСА, сега од еден друг агол, исто така многу важен. Со нас во вториот разговор за вечерва треба да го имаме Иван Ивановски, со кој ќе разговараме за новите технологии и што следно НАСА или пак комерцијалните компании ќе ја направат следната мисија на Марс можеби или пак на месечината поскоро. Иван, добро вечер, доколку се слушаме, гледаме. Добро вечер, Јовица. Фала на поканата. На твоите социјални мрежи често гледаме како вршиш тестирање на системот за автономно возење на возилата Тесла по македонските патишта, кои не така се многу добри, но добро се снаоѓа тој систем. Наблюдувајќи како софтверот учи да навигира во едни вакви хаотични услови, посебно како што реков на македонските патишта, колку можеби сме блиску до моментот кога истиот тој систем на Илон Маск ќе ги управува тие ровери и роботи на SpaceX на еден немапиран терен, например на месечината или пак на непозната планета како што е Марс? Многу интересно прашање и мислам дека тоа сме многу поблиску отколку ли завршувањето фул на автономијата, заради тоа што и да направи некоја грешка автономното возило на месечината, не може, пример, некој човек да настрада таму, да го прегазе, да сгреше, да удри у нешто друго. Може да се движи со многу поспора брзина, повеќе да ги проверува податоците, да биде посигурно. И очекувам дека е прашање само на време, први да имаме некоја база на месечината, а после таа база на месечината веќе да имаме и на Марс, веќе, ајде да кажем, некаков тип на град, со тоа што целиот софтвер и целиот AI систем, кој моментално се развива и од страна на Тесла, е доста сличен и може многу лесно да се прилагоде и да се стави да функционира за некоја друга работа. Например, Optimus роботот го користи истиот, па да кажам, истата логика како што го користи FSD-то на Тесла за full self-driving. Така да, според мене, прашање на време, мислам дека многу брзо ќе се случи. Добро, интересен е и моментот што последнава недела сведочиме дека тој систем се повеќе навлегува и во Европа и тие роботакси кои што нели во Америка веќе се лансирани и носат за работка и се успешен бизнис за собствениците на возила, идеја која што треба допрва да се развива, но сведочиме дека можеби таа целосна мисија која што НАСА претходната недела ја спроведе и целиот тој трошок кој што човекот го прави во Вселената е премногу скап. Дали сметаш дека токму еве на пример роботот Optimus на Тесла е всушност дизајниран како примарен елемент кој што ќе таа работна сила ќе ја замени наместо човекот, да испраќаме роботи на следните мисии на SpaceX? Да, дефинитивно. Мислам дека и за на месечината и на Марс, дека главните мисии кои што ќе ги воде SpaceX дефинитивно ќе бидат Optimus роботи. Мислам дека би било прерано за да се праќат луѓе нешто конкретно да работат таму и да произведуваат, да прават. 99% сум сигурен дека главната работна сила ќе бидат роботи и очекувам дека у наредните 5 години тоа би било доста возможно и веќе ќе може да се колонизира месечината право, па после од месечината најверојатно ќе се оде на Марс. Тоа е доста интересен момент и самиот хуманоид робот има доста нели сличности, за тоа се така и вика како човеко, така да сите работи што ги прават, ствари после би можеле тие роботи таму што се да асистират на луѓето што ќе дојдат на месечината. Сигурен сум
дека не само роботи, дека после некое време ќе има и мисии дека ќе има луѓе кои што ќе седат повеќе време таму, како моментално што е у Вселенската станица. Да, чија пак мисија завршува за 2030 чинам година беше, пак можеби ќе се развие и тој туризам. Мисијата која што туку заврши последната на НАСА со успешно спуштање, за среќа соборувајќи го стариот рекорд на Аполо 13 за најдалечно патување на луѓето во Вселената, достигнувајќи неверојатно далеченост од 406.000 километри од Земјата. Истовремено има еден нов момент со новиот директор пак на НАСА, Джерард Ајкмас, кој што најавува дека агенцијата повеќе нема да гради свој хардвер за употреба на овие мисии, туку ќе купува услуги на приватни компании, како еден кој што постојано сте на берзата. Како треба да се чита овој сигнал? Дали значи дека е крај за старите гиганти како Боинг можеби, или пак е почеток на златна ера за тие вселенски стартапи кои што се појавуваат на берзата? Да, дефинитивно, на овај начин и со овај пристап, ствари, ќе стимулират повеќе стартапи да произведуваат работи за Вселената и мислам дека ќе се зголеме нивото на иновации. Гледај го НАСА како една, ајде да кажам, како некоја државна компанија. Гледате пример SpaceX со колкав помал, да кажам, буџет, со колку помалку луѓе, што успеа да направи и успеа за колку краток период да направат reusable ракети кои што се враќаат нели назад. Сега Starship се спрема. Кај НАСА не гледаме токав тип на брза иновација, немаме намалување на цената, пример за мисијата, напротив, Артемис неколку пати и неколку кратно го проби буџето за целата мисија. Така да на овај начин ќе стимулират приватни компании да иновират повеќе и со тоа мислам дека темпото ќе се движе малце побрзо отколку ли до сега и ќе гледаме се повеќе и повеќе иновации во овај сектор у наредните 5 до 10 години. Ја спомена комерцијалната станица Starlab, се очекува таа да биде лансирана со само еден лет на Starship, што би ги намалило трошоците за околу $612, барем според пресметките за 1 килограм, но со оглед на тоа што просторот на станицата е веќе резервиран од биотехнолошки компании за првата година, дали сведочиме можеби на раѓање на нов некој инвестициски сектор? Па, доста интересни податоци се тоа и неколку пати јас сум разговарал нели за и на Prime Class за сите работи во Вселената и според моите онака истражување најверојатно и самите AI дата центри следно ќе бидат лансирани и ќе орбитират у Вселената само поради енергијата. Гледаме тукате за истражување повеќе дека веќе се букирани овие летови. Така да, од страна на доста научници има доста голем интерес и многу од нив ќе користат овие летови за да тестират некои нови работи како ќе се понашат, да кажам, у самата Вселена. Твоја специјалност е софтверските компании. Познато е дека станицата Starlab ќе користи вештачка интелигенција токму од Palantir за менаџирање со своите операции. Дали можеби вистинскиот профит во Вселената ќе биде во делот на софтверот и обработката на податоци, отколку самото градење на ракети, како што практично беше до сега? Па не, мислам дека подолг период хардверот тука ќе игра огромна улога. И самиот глед податок, ние се движиме малце у едно променливо време, дека веќе не е некој многу голем компетитив едж ако имаш голем број на софтверски инженери. Тие софтверски инженери сега преминуваат како у AI инженери, што уствари дават инструкции на
AI и врз база на тоа се граде софтвер. И у оваа ситуација ќе имаме многу голема револуција у овај сектор и наредните 5 до 10 години очекувам дека голем број и од компаниите кои моментално сега функционират и гравитират и околу space дело, дека можеби ќе бидат прегазени и некои нови играчи ќе дојдат, заради тоа што многу брзо се движат сега работите. Денеска беме сведоци само од Клод што извади една најава за алатка за дизајн, онма сите дизајнерски компании на берзата паднаа. Така да, прашањето е на место, дали повеќе софтвер или хардверо ќе теже, но мислам дека главниот фокус тука треба повеќе да го ставиме на тоа дека за хардверот да се однесе у Вселената, моментално, како што кажа и ти, според последните проценки на SpaceX со Starship би било 600 и нешто долари по килограм. Они цело време пробуваат да иновират и тоа да го сведат на што е можно пониско, на тај начин ќе се зголеме масата и хардверот што ќе може да се однесе у Вселената. Мислам дека тоа ќе биде првиот чекор, а после тоа ќе функционира софтвер врз база на тај хардвер и тука сигурно ќе има доста голем профит. Интересен е моментот што ако порано тоа било незамисливо, денеска во територија, во држава каде што имаме војна, имаме и достапен интернет, SpaceX тоа го возможува и од почетокот на април, барем да речам секој втор, трет ден лансираат нови ракети со цел проширување на таа мрежа на Starlink. Дали сметаш дека Starlink веќе генерира доволен профит за самостојно да се финансира и тие амбиции да ги на Илон Маск да се реализираат, или поскоро би било излегување на Starlink на берза? Види со со самото појавување на SpaceX на берза, автоматски и Starlink нели е под капата на SpaceX, заради тоа што моментално е приватна компанија, немаме достапност до информациите за да видиме дали моментално Starlink е профитабилен модел или не. Денеска баш имаше твит, видов Илон Маск беше ретвитнал дека денеска има лансирано илјадитио лет со носење на Starlink сателити. Така да може да изамислиме колкав број веќе на сателити, колкава констелација веќе имат направено Starlink и е буквално водечки интернет у Вселената и го гледам како не толку проект што можеби како онака профитабилен, туку повеќе како стратешки проект. И сами го кажате сега за војна. Замисли тоа колкава предност може да ти даде на било кое место од земјината топка што имаш интернет, а при тоа е приватна америчка компанија, што може утре да и текне и да рече не, тука ќе го прекинеме пример. Интернетот или тука се во оваа држава ќе има бесплатен интернет или нема да има. Повеќе го гледам од стратешки аспект и доминацијата на Америка врз целата оваа врз целиот овај дел. Криптовалутите и децентрализираниот финансиски простор зависат од глобалната интернет конекција, доколку орбитата пак стане небезбедна поради целиот тој вселенски отпад кој што сега го има и во иднина ќе се зголемува, колкава е заканата за вредноста на тие дигитални средства на земјата и дали можеби Starlink е всушност најголемиот гарант за опстанок на криптопазарот? Види, гледам, не е само интернетот, туку, нели, ај да објаснеме на гледачите што не знаат толку добро пример крипто. Поентата кај криптото е тоа што истите информации се зачувани на голем број на компјутери и само е потребно некој од тие компјутери да функционира за ние да добиеме информација кој колку има. И да нема континуиран интернет и спор да е интернетот и било каква ситуација, пример, и еднашка
на ден да се провере блокчейнот за да се види што е запишано у него, ќе ги добиеме податоците. Сакам да кажам дека не ни е, за да функционира блокчейнот, не ни е толку ептен од клучно значење, битен, брз, нели, интернет. Точно е, за да се прават трансакции се, битно е да имаме стабилна интернет конекција, но за зачувувањето на самата мрежа и за да биде стабилна мрежата, направена е целата логика околу тај блокчейн и крипто, сите тие информации да се чуват на различни компјутери, секаде нели низ светот, со помош на мајнерите, ги обработуваат податоците за да ги стават у самиот блокчейн и на тај начин се обезбедува оваа мрежа. Самиот Starlink само, дури да има на земјата било каков проблем, ќе овозможи нели да имаме побрз интернет за да може да се пристапат до тие информации или до самиот блокчейн. А инаку за отпадот што го спомна, гледав и неколку истражувања порано за тоа. У суштина е до некаде голем проблем за луѓето, тъй како претходниот соговорник што го имаше, кои што со телескоп сакат да пратат одредена работа и сега на него би му сметало цел време нешто да му го прекинува, да минате констелацијата на Starlink, што ја одбива светлината, пример, од сонцето. Но за тоа имаше изјава и од самите SpaceX дека подобро е таков тип на истражување на Вселената исто да се ставе у самата Вселена и таму да бидат тие камери и вселенски станици што директно ќе ги следат другите планети, а не да треба од тука да ги гледаме работите. И вака, кој замислиме нели колкава е земјата и колкава е земјаната топка, замисли тие сателити се многу малци. Треба ептен многу да има многу милиони пати повеќе од сега за тоа да биде ептен преплавен. Сега е како еден сателит да има тука, другиот сателит да е у Србија, третиот сателит да е у Хрватска. Мислам, не е до толку многу густо како што ни изгледа, пошто на сликите ние гледаме нели мала земјата и гледаме еден тон број на сателити. Ама тоа е заради тоа што ја гледаме како многу мала земјата. Онака, кога ќе помине пример Starlink сателитите, може да ги видиш дека неколку пример ќе поминат у одредена секунда. Точно е вака ни изгледа дека се ептен густо, у суштина не е до толку критично. Барем сега за сега. Натаму сигурно ќе станува се по-лошо и по-лошо. Иван, благодарам многу за разговорот. Може би за некоја година ќе правиме еден ваков разговор, ама не од вакав виртуелно студио. Може би едниот од нас ќе биде на месечината, другиот тука во Македонија. Баш интересно би било тоа. Ви благодарам многу. Фала ви. Поздрав. Да, Иван Ивановски беше тоа од Prime Capital, со кој разговаравме за последниот технолошки гиг на технологијата и достигнувањето на Илон Маск и следните чекори кои што треба да се преземат и тој надпревар кој што се одвива, дали НАСА или пак SpaceX на Илон Маск ќе биде институцијата, компанијата која што прва ќе стигне до некоја нова планета. Ви благодарам многу вам што бевте вечерва со нас. Имавме специјално издание на Ноќно студио посветено на овој историски момент за човештвото. Реално после половина век повторно сведочиме на можеби не стапнување, но една најдалечно обиколка на месечината, прекрасни фотографии кои што ги гледавме во изминатите денови и затоа оваа емисија ја посветивме токму на оваа акција. Ви благодарам многу за вниманието и довербата. Пријатна вечер до четврток во 20 часот.